При распоредување на парчињата мебел треба да се постигне функционалност, но и баланс во просторот, кој покрај визуелниот ефект, најчесто значи и негова добра искористливост. Добриот баланс исто така придонесува просторијата да не изгледа монотонно. При определување на распоредот на мебелот во просторот, треба да се земат предвид активностите кои би се одвивале во просторијата, бројот на лица кои ја користат, како и интензитетот на движење во неа. Во просторот треба да се определи една појдовна точка која ќе представува фокус, околу која понатаму се врши распоредување на мебела. Фокусна точка најчесто представува елемент кој привлекува најмногу внимание, например, камин или прозорец со живописен поглед. Доколку не постои таков елемент, улогата на фокусна точка ја превзема некој од парчињата мебел. Треба да се избегнува групирање на помасивни парчиња мебел во ист дел од собата. За постигнување на баланс се препорачува комбинирање на големите со малите парчиња мебел. Така, со групирање на повеќе мали парчиња мебел до големо парче мебел се постигнува добар баланс, например, со комбинирање на две мали фотели и клуб маса со големиот кауч. При распоредување на мебелот треба да се предвидат патеки за непречено движење во просторијата. Широчината на предвидените патеки на движење треба да е најмалку 60 см. При тоа треба да се настојува главните патеки на движење да не се во непосредна близина на групираните парчиња мебел. Поставениот мебел треба да има доволно слободен простор пред себе кој ќе овозможи непречено маневрирање. Така, например, слободниот простор помеѓу софата и клуб масата треба да се движи од 35 до 45 см. Слободниот простор помеѓу задниот дел на столицата и ѕидот или друго парче мебел треба да изнесува најмалку 60 см, претпоставувајќи дека столицата е поставена кога се седи на неа. Треба да биде овозможено слободно отворање на сите врати и фиоки. Секогаш треба да се поставуваат прво поголемите парчиња мебел, софата во дневната, креветот во спалната и така натаму. Во спалната соба, исто така, слободниот простор од крајот на креветот до ѕидот треба да изнесува најмалку 60 см. За удобно гледање телевизија, мебелот за седење и комодата на која е поставен телевизорот треба да бидат на растојание најмалку 3 пати поголемо од дијагоналата на екранот. Во просторијата каде што се одвива конверзација, за да се овозможи удобна комуникација, парчињата мебел за седење не треба да бидат на меѓусебна оддалеченост поголема од 2,5 метри. За крај, распоредот на мебелот во домот најмногу треба да биде определен од потребите, навиките и афинитетите на домашните, за да се создаде функционален и хармоничен дом. Ако ви се допадна видеото, притиснете subscribe.